Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. 8 месеци по пожарот во Пулс стартуваше судскиот процес. 38 обвинети седнаа на обвинителна клупа. За обвинителството ова не е несреќа. Дискотеката била буре барут. Судењето за Кочани е тест за општеството, вели Филипче. ВМРО-ДПМН очекува судот да обезбеди правда за Пулс. 65.000 евра месечно очекува државата од воведувањето на ДДВ за ефтините интернет нарачки. Кој ќе ги даде парите? Поплавени објекти, заглавени автомобили, одрони, поројните дождови предизвикаа проблеми низ државата. Врнежите ќе продолжат, најавува УХМР, пад на температурите од недела. Трамп ја прогласи Саудиска Арабија за главен сојузник надвор од НАТО. А во овие вести во живо од Идризово информираме за деталите од првото рочиште за случајот Пулс. Станете со нас. Стартуваше судскиот процес за случајот Пулс. Под силно полициско обезбедување, но и присуство на родителите на загинатите во пожарот, почна еден од најобемните процеси во македонското судство. Иако најголема, судницата во Идризово беше претесна да ги собере сите. Во судницата беше колегата Зоран Јаневски, го имаме во живо во овие вести. Зоран, со аплауз од страна на родителите на загинатите, беше поздравено во ведното излагање на обвинителот во предметот. Да воспоставиме контакт повторно со колегата Јаневски, кој што се наоѓа во Идризово пред судницата во која што денеска стартуваше судскиот процес за случајот Пулс. Доколку сме подготвени, може да слушнеме дел од воведното обраќање на обвинителот во предметот, па ќе се вратиме повторно во живо во Идризово. Ако премолчиме и изгубиме вистината, ако не се соочиме со целосната димензија на оваа ненадомеслива загуба и оваа невидена трагедија, никогаш нема да имаме сила како општество да тргнеме на патот кон заздравување. Кочани, колку и да боли, пече и горчи во душите на сите, повикува и бара легитимни одговори. Кој дозволи работа на објектот, иако никогаш нема намена за вршење гостителска дејност? Кој дозволи влез без да обезбеди излици? Кој знаеш и имаше должност да проценува ризици, а дозволи и пресмета профит? Кој одбра и подпиша молб наместо санкција и затворање? Кој не ја согледа смртоносната опасност и услови за престој во овој клуб? Да, тоа беше дел од обраќањето на обвинителот еден од обвинителите во предметот Пулс. Се враќаме повторно во живо во Идризово со колегата Зоран Јаневски. Зоран, ете, слушнавме дел од воведното обраќање на обвинителот во предметот, како што реков на почетокот, со аплауз беше поздравен неговиот говор од страна на родителите на загинатите во дискотеката Пулс. Да, по завршување на воведниот говор на јавното обвинителство, тој беше поздравен со аплауз од роднините на загинатите, кои што будно го следеа почетокот на судскиот процес. Во своето обраќање од јавното обвинителство тврдат дека од доказите ќе биде утврдено дека не само пиротехниката била причина за трагедијата, туку и самото постоење на објектот, како што наведоа од јавното обвинителство пропустите кои ги дозволувале надлежните со неспроведување на своите обврски за контрола на објектот. Па како што наведоа од јавното обвинителство, предходникот го учел наследникот. Ја имаме и оваа изјава да ја погледнеме. Доказите кои ќе бидат изведени ќе покажат без било какви дилеми дека злоделото во овој настан не е и не може да биде само казнивото действие на активација на пиротехниката и искрите кои достигнат до плафонот и предизвикаа пожар. Злодело и самото постоење на овој објект толку години. Клубот Пулс од секогаш бил безбедносна смртоносна стапица.
буре барут. Затоа искрите без никаква пречка имаа каде да посватат и да заценат и уништат толку човекови судби. Зоран, имаше различни информации во јавноста, со право и револт кај родителите на загинатите во дискотеката Пулс во однос на временскиот рок во кој што ќе трае целата оваа судска постапка. Има ли некаква информација од судот или од судиката конкретно за тоа колку ќе трае ова судење? Да, денеска пред самиот почеток на судскиот процес, судиката која што го води предметот Дијана Груевска-Илиевска рече дека не може да се утврди колку точно ќе трае судењето. Сепак таа побара дисциплина од сите присутни во салата, како од странките, меѓутоа така и од роднините на загинатите. Појасни дека тешко е да се утврди колку ќе трае овој судски процес, меѓутоа рече дека со дисциплина може да се дојде до правда. Таа најави дека ќе биде контролирана целата медицинска документација доколку некој од обвинетите се обиде на овој начин да го одолговлечи судскиот процес. Имаме дел од незината изјава да ја слушнеме. Сите докази кои ќе ги предлагате ќе бидат изведени од било која странка, освен некои што ќе мислиме дека се навистина ирелевантни за да не ни се одолговлекува постапката. Можеме овој совет да ви гарантираме дека колку што можеме ќе бидеме транспарентни, ќе бидеме за се што ќе се случува во јавноста, ќе бидете информирани. Зоран, какви се забелешките, реакциите на родителите на загинатите на ова прво рочиште? Да, како што веќе кажав, по излагањето на јавното обвинителство на својата воведен говор, тој беше поздравен од страна на родителите. Сепак тие изразија незадоволство од односот на бранителите на обвинетите, бидејќи во предпладневниот дел, ако можам да кажам, од судската расправа имаше предлог за одложување на судењето, бидејќи на почетокот на денешното рочиште јавното обвинителство ги спои двата предмети кои што се однесуваа на претходно обвинетите 34 лица и дополнителното обвинение за првиот човек на фирмата за обезбедување која работела на обезбедување на објектот. По завршување на судското рочиште, родителите на загинатите рекоа дека се незадоволни од односот на бранителите. Ги имаме нивните изјави, да ги слушнеме. Браво за обвинителите. Голем срам за адвокатите што ги бранат обвинетите. Како немат чувства и осет на оваква голема трагедија каде ни ги убија нашите деца. И сега дали они имат дома деца и дали така ќе размислуват и ќе постапуват да се на наше место, а не посакувам никој да е на наше место, да почувствува оваа болка ние што ја имаме со непроспиени ноќи и денови. Ние знаеме како поминуваме и ги чекаме нашите деца секој момент да се појават и да кажат каде си мамајче. А со постапката на бранителите денес, што почнаа, со првите постапки, нас повторно не убија. Ама добивме храброст од јавното обвинителство. Стварно, нека го слушнат крикот на мајките и нека се запрашаат што прават. Голем е револтот кај родителите. Зоран, како продолжува постапката и целиот процес? Да, веќе следното судско рочиште за предметот Пулс за пожарот во Кочани е закажано за 25 овој месец. По воведниот говор на јавното обвинителство кое што го имаше во текот на денешниот ден, следното судско рочиште закажано за 25 ноември, свој воведен говор, односно изјаснување за вина ќе имаат и обвинетите во овој случај. Им се суди на вкупно 38 лица, 35
физички и 3 фирми. Сите тие се обвинети за кривичното дело тешки дела против општата сигурност за пожарот во Кочанската дискотека од март годинава, во која животот го загубија вкупно 63 лица, а над 200 беа повредени. До крајот на годината Основниот кривичен суд има закажано уште неколку судски рочишта за овој предмет. Иван, повеќе детали за текот на денешното судење најавувам за вестите во 19. Зоран Јаневски во живо од Идризово, благодарам за овие информации. А политичките партии очекуваат целосна транспарентност и правда за случајот. Лидерот на СДСМ Венко Филипче порача дека судењето за Кочани е тест за општеството. Од ВМРО ДПМН велат дека е обврска и одговорност на судот да има правда за Пулс. Од тоа дека се работи за теза зрелоста на општеството кој ќе обезбеди вистината за трагедијата во Кочани, до тоа дека судот има одговорност да донесе правда во предметот за дискотеката Пулс. И власта и опозицијата со слични очекувања од судењето за пожарот во кој загинаа 63 лица. Но и СДСМ и ВМРО ДПМН не ја испуштија приликата и денеска меѓусебно да се обвинат дека прават притисоци на процесот. Лидерот на СДСМ бара транспарентно за да се избегнат манипулациите. СДСМ будно ќе го прати процесот, целиот овој случај и ќе се спротивставиме на секој обид за манипулација или за прикривање на вистината или правдата. Барам и очекувам процесот да се води отворено, транспарентно, пред очите на целокупната јавност. Ова го должиме на родителите, ова го должиме на сите граѓани, ова го должиме на целото општество. Ова е еден голем тест за зрелоста на нашето општество. Сосема спротивно пак од партијата на Мицкоски ценат дека токму Филипче со ваквите изјави прави притисок. Пресконференцијата на Филипче е срамен обид да глуми чесен во ситуација кога цела држава знае дека има сериозни дамки од модуларната, па се до разни набавки во здравството. Цела држава знае, освен обвинителството. И еве го повикуваме обвинителството на Заев и Филипче да делува одговорно и да испита се. Вистината мора да излезе на видео. Македонија мора да гради систем во кој нема да има повластени и недопрени, туку законот ќе важи за сите. Заради тоа, овој случај е исклучително важен, велат од владеачката партија. Во меѓувреме до нова година се очекува да почне со работа и анкетната комисија за случајот во собранието. Иако смета дека проширувањето на надлежноста на ова адхок тело со трагедиите од модуларната болница Турмотурс и Беса Транс е обид на власта за манипулација. Сепак Филипче прифаќа дебата и за овие случаи. Излегуваат на виделина нечесните намери на ВМРО ДПМН. Ако сметале дека треба да има анкетни надзорни комисии за тие други трагедии, се постава прашањето: зошто не ги побарале до сега? Зашто ги условуваат со ова што ние сега го бараме за Кочани? Тоа е првата работа. Втората работа, видовме како ВМРО ДПМН води една анкетна комисија, тоа беше таа за онкологија. Никој не избега од таа анкетна комисија. Јас бев на анкетната комисија, иако тогаш немав никаква јавна функција, но се докажа дека ја искривувале вистината и дека криеа документи. Тоа ли повторно сака да го прават? И да завршам на крај. Многу јасно сакам да кажам. Не бегаме од ниту една расправа. Од ВМРО ДПМН пак велат дека Филипче манипулира кога вели дека не се барани анкетни комисии за претходните трагедии, додека тие биле во опозиција. Подсетуваат дека за едната анкетна комисија власта на СДСМ и ДУИ не правеше кворум, а другата не стигна ни да биде ставена на дневен ред на седница. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Со тврдење дека македонските суди и обвинители се најплатени во регионот, владеачката партија ги повика да се ги засукаат ракавите и да работат наместо да бараат повеќе пари. Според опозицијата, актуализирањето на оваа тема е обид за дефокус од реформската агенда, за која според СДСМ нема направено ништо. Наместо да бараат повеќе пари, судиите и обвинителите да си ги засукаат ракавите и да си ја заработат платата. Владеачката партија оцени дека македонските суди и обвинители се најплатени во регионот, а имаат најниска доверба од само 2%. Германските судии завршуваат околу 800 предмети годишно, додека пак македонските само од 170 до 200 предмети. При тоа, македонските судии и обвинители земаат од 2,3 до 3,2 просечни плати, а германските суди и обвинители само 1,08 просечни
плати. Наместо приоритет да бидат личните привилегии, приоритетот мора да биде правдата, ефикасното судење и независноста. Опозицијскиот лидер пак оценува дека власта манипулира со темата за да ја прикрие реалноста, а тоа е дека изминатата година не е донесен ниту еден закон од реформската агенда. Станува збор за тоа што и како треба да се направи за да се зајакне системот и да тие стигнат до поголеми буџети, така како што тоа функционира во развиените земји. Ете, тоа е вистинското прашање. А власта не го коментира така, поради тоа што за реформи не станува збор. Не станува збор за реформи никаде. Ниту еден реформски закон не е донесен од реформската агенда. Зошто? Поради тоа што тоа не им одговара. Сакаат да ставаат партиски судии, партиски обвинители, тоа сака да го партизираат судството. Ништо друго. Парите кои правосудниот систем ги добива од државниот буџет стана актуелни по последниот извештај на Европската комисија, која оцени дека во овој клучен сектор Македонија нема направено никаков напредок, а неопходно е државата да обезбеди системска независност на судскиот систем преку обезбедување на повеќе финансиски средства. Премиерот Мицкоски вината за лошите оценки од Брисел ја префрли на судиите и јавните обвинители, а тие му возвратија со писмо дека токму неговите неаргументирани критики ја подкопуваат довербата, но и независноста на судската власт. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Уште 5 мина кандидати за нов председател на антикорупцијската комисија со различни приоритети се представија и одговара на прашања на експертите во комисијата за селекција. Утре представниците на невладините организации ќе ги дадат своите оценки, а во петок е планиран изборот на кандидат за прв човек на антикорупцијска. Втора рунда интервјуа за нов председател на антикорупцијска. Уште 5 мина кандидати половина час се представуваа и одговараа на прашања на експертите во комисијата за селекција. Во салата Борис Трајковски седнаа адвокатот Ненад Трифуновски, инспекторката за одбрана Благица Трошанска, Кимо Чавдар, декан на еден од приватните универзитети, генералниот секретар на антикорупцијска Адем Чучулј и поранешниот советник во Министерството за одбрана Фаузи Џафери. Трифуновски рече дека ќе се залага за менување на перцепцијата кај граѓаните дека борбата против корупцијата е можна. Најсреќен би бил ако успееме на крај од скептицизам да преидеме на оптимизам. Но за тоа треба работа, стручна, совесна и професионална. Инспекторката Трошанска најави работа на проширување на капацитетите на ДКСК. Во сите нивоа и во сите сегменти каде што би ценела дека постои можност за измена и дополнување на законите, секако дека би интервенирала за подобрување на работата на комисијата. Деканот Чавдар најави подобра комуникација со јавноста и намалување на роковите за постапување. Би направил една анализа како комисијата да биде поефикасна, побрзо да ги решава и како комисијата да се представи, затоа што комисијата е лицето кое ја потврдува борбата против корупцијата на државата. Генсекот Чучулј вели дека приоритет ќе му биде подобрување на софтверските решенија и заживување на регистарот на избрани и именувани лица. Ние ден денеска немаме точна бројка на избрани и именувани лица од причина што регистарот активно не се полни од страна на институциите кои ги избираат, односно именуваат лицата. Тоа би ми бил еден од приоритетите, уште сега работам на тоа, да се подигне обврската за пополнување на регистарот. Поранешниот советник пак рече дека неопходна е поголема соработка на ДКСК со другите институции, особено во делот на добивање информации. Во ниту еден случај не можеме да имаме ефикасна борба против спречувањето на корупцијата ако соработката не е со сите институции каде што ќе биде неопходно да се обезбедат потребните информации за да се тој предмет конкретизира, па и нормално понатаму и да се канализира по другите постапки. Утре представниците на невладините организации ќе ги достават своите оценки за кандидатите за наследник на Татјана Димитровска. За впеток планирано е пратениците на Комисијата за избори и именувања да го изберат конечниот кандидат за прв човек на антикорупцијска. Даниел Василев, Сител телевизија. Обвинителите ја завршија работата за случајот Пулс. Може ли судски процес со 38 обвинети да тече без одложувања? Докаде обвинението за полициските службеници и постапката за инспекторите на УЈП? Има ли притисоци и дали политички истраги може да бидат проблем за судската постапка? Во тема на денот со државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски.
65.000 евра месечно очекува државата од воведувањето на ДДВ за ефтините интернет нарачки. Според Министерството за финансии нема да има никакви дополнителни финансиски оптеретувања за граѓаните, а цената ќе биде таа која ја гледаат на интернет страниците за нарачки. Даночните експерти пак велат дека ДДВ-то сепак ќе биде пресметано во крајната цена. Од следната недела ќе се плаќа 18% даноки за нарачките до 22 евра од Тему, Алиекспрес и другите интернет продавници од странство. Собранието ги изгласа законските измени и тие ќе стапат во сила 8 дена по објавата во службен весник. Целта е да се зајакне домашната економија, велат од Министерството за финансии. Очекуваат прилив од околу 65.000 евра секој месец, пари кои ќе се пренасочат во стопанството. Трошокот за пресметка и плаќањето на ДДВ нема да падне на товар на граѓаните, што значи дека нема да има промена на цените за крајните потрошувачи, а мерката ќе обезбеди фер конкурентност помеѓу домашните и странските онлайн продавници, велат од финансии. Министерката Димитриевска Кочовска во тема на денот посочи дека плаќањето на ДДВ-то кон државата ќе биде обврска на шпедитерите со кои соработува Тему. Даночниот експерт Павле Гацов пак објаснува дека за оние кои веќе нарачале производи цената нема да се менува, бидејќи таа е платена. Тоа значи дека краткорочно добавувачот ќе го плати данокот од сопствениот джеп и неговата заработка малку ќе се намали, но кај идните нарачки продавачите ќе го вградат зголеменото ДДВ во цените, за да ја задржат истата добивка. Во економијата има правило. ДДВ-то последен го плаќа граѓанинот. Тоа значи дека секогаш ќе падне на грбот на последниот купувач. Оде последен се граѓаните, така да сигурно дека ова ќе биде удар на оној што последен купува, плаќа, бидејќи добавувачот се разбира ќе сакат да го вгради ДДВ-то во цената за да го превали на потрошувачот. Сигурно нема шноличка што била 100 денари и понатаму да биде 100, ќе биде 120, 118 за да биде истата заработка. Така да во овој контекст нема бизнесмен што ќе работи на своја штета и не знам да одвои од својот профит 18% за државата. Данок нема да се плаќа за пакет испратен како подарок, но под услов да не чини повеќе од 22 евра и да не е алкохол, парфем или цигари. Мартин Арсов, Сител телевизија. Села замина од коалицијата со ДУИ, но веднаш беше одбиен неговиот услов за влез во владината коалиција. Завреди ова е доказ за распаѓање на коалицијата предводена од Демократската унија за интеграција, оттаму пак велат дека нема да имаат проблем во делувањето. Зијадин села го напушта бродот на Али Ахмети. По изборниот резултат на локалните избори, претседателството на партијата одлучило да делува самостојно, а пратениците во собранието да функционираат како независни. По одлуката, Сила не е достапен за коментар како ќе делуваат во парламентот, со оглед дека има 4 пратеници недоволни за пратеничка група. Сила доби ладен туши од премиерот Мицкоски, на кого преку албански медиуми му постави услови за да започнат разговори за влез во владината коалиција и обезбедување на Бадентирово мнозинство во парламентот. Премиерот не ги слушнал барањата, но му порача дека нема да прифати никакви ултиматуми и условувања. Одвојувањето на Сила е дополнителен удар за ДУИ откако од коалицијата замина и тачи. Сепак пратеничката група на ДУИ не гледа проблем во делувањето. Господин Села не заминува никаде и Алијанса за албанците тие се во собранието и ако добро ги прочитав и јас и јавноста, тие продолжуваат да делуваат опозиционо и нормално е дека ќе имаме комуникација, соработка и во иднина. Тоа се нивни легитимни ставови и ние ги поддржуваме ако сакат да ги зајакнат нивните структури. Завреди кои веќе потврдија дека се водат интензивни разговори со пратеници на ДУИ за преминување во мнозинството, заминувањето на Села е потврда за распад на коалицијата на Ахмети. Нивниот континуиран недостаток на координација веќе стана модел на неуспех, не само што не успеваат да обликуваат заедничка насока, туку секој ден докажуваат дека оваа коалиција функционирала само како засолниште за тесни лични интереси, а не како политички проект за албанците. Паралелно со прекројувањата во албанскиот блок, според Филипче, договор со ВМРО ДПМН не може да има за ниту една тема. Ивана Соколович, Најдова, Сител телевизија. Поплавени објекти, заглавени автомобили, одрони, пронојните дождови предизвикаа проблеми низ државата. Врнежите ќе продолжат, најавува УКМР, а пат на температурите ќе има од недела.
Поплави, одрони, спасувачка акција и отежнат сообраќај. Влажниот бран што ја зафати Македонија предизвика сериозни проблеми за возачите, пешаците и службите. Повик за спас на 2 лица заглавени во автомобил рано утрово била првата работна задача за пожарникарите во Старо Нагоричане. Спасувачката акција резултирала успешно. Лицата биле заглавени до бањата во село Стрновац поради изливање на пчиња. Из Скопје 8 на потемни облаци. Сител направи обиколка. Дел од улиците претворени во вештачки езера. Во Козле жителите едва и успеа да ги извадат своите автомобили од поплавените паркинзи. Службите во Центарот за управување со кризи имале полни раце работа. Во источниот регион има слаби врнежи и ситни одрони, но без поголеми последици. Во Скопје пријавено е досега поплавување на еден стамбен објект. Во Старо Нагоричане реката Пчиња излегла околу 20 сантиметри над коритото на неколку локации, без зафатени куки, а се расчистува на собраната дрвена маса кај Коински мост. Во Битолско и Решенско има повеќе одрони и поединечни поплавени објекти, а екипите активно ги расчистуваат коритата и приодите кај мостовите. Синоптичарите предупредуваат дека во последните 2 дена најмногу дожд наврнало околу Лазарополе. Врнежите од дожд ќе се задржат до крајот на неделата. Јутре не очекува променливо облачно време со локални врнежи од дожд кои што конкретно денот ќе се засилат, а од петок не очекува нов бран на врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер, локално во форма на невреме и појава на грмежи. Поради обилните дождови кои што ја зафатија државата, значително е зголемен водостојот на реките, особено на Вардар. Токму поради ваквите причини властите препорачуваат внимателно движење покрај реките и езерата во државата. Габриела Лескова, Сител телевизија. Во општината Газивавадоц на синоќ е било забележано масивно истекување на хемиска пена која потекнува од фирма што работела во непосредна близина. Од градот не го откриваат името на фирмата додека не ги добијат лабораториските резултати. На местото на настанот бил извршен вонреден инспекцијски надзор, а се најавуваат соодветни санкции по завршување на постапката. Забавите со пена може се актуелни низ светот, се додека пената е безопасна за оние кои се забавуваат. Но случајот со масивното истекување на хемиска пена на сред булевар Александар Македонски во Газибаба, синоќа во доцните часови не се должеше на забава, туку на прекршување на еколошките прописи. На фотографиите може да се забележи како пената истекува и од шахти и на булеварот. Градоначалникот на град Скопје соопшти дека го пронашле виновникот, фирма која стопанисувала во близина. Не откриваат која, бидејќи се уште ги чекаат мустрите од пената кои се испитуваат за да се утврди дали и колку е штетна, а потоа ќе биде казнет со највисока глоба, како што не брифира од градот Скопје. Екипите на градот уште синоќа излегоа на терен, поради, како што велат, алармантната состојба и направиле увид. 2 цистерни на водово чистеле, а и тоа ќе биде вклучено во фактурата која ќе испратат на фирмата. Станува збор за сериозно нарушување на законските прописи и директно загрозување на животната средина. Надлежните институции веднаш постапија. Земени се проби од шахтата, од површината на булеварот, како и од пеноматот во сопственост на правното лице. Детално ќе биде анализиран елаборатот за животна средина кој субјектот е должен да го поседува, за да се утврдат причините и евентуалните неправилности во неговите оперативни процеси, напиша градоначалникот Георгиевски на социјалните мрежи. Примероците земени за испитување би требало да се готови од 24 до 48 часа. Денеска булеварот Александар Македонски беше чист, а траги од пена немаше. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Жителите на Љубојно 100 дена со протест се спротивставуваат на сечата на дабовата шума на селото. Мештаните бараат писмена потврда за запирање на сечата на шумата и најавија дека ќе останат на блокадите, додека не се најде решение. Жителите на Преспанско Љубојно 100 дена со протести се спротивставуваат на сечата на дабовата шума на селото, предупредувајќи на еколошка катастрофа и уништување на животната средина. Некогашната густа шума денес е претворена во пуздол. Тие предупредуваат дека секое разредување на шумата може да значи зголемен ризик од поплави и свлечишта. 100 дена од протестите во Љубојно против сечењето на шумата. Значи голем проблем се направи со сечењето на шумата во Љубојно затоа што на 20-30 метра под сечата
кај што се врши голосек на шумата, се наоѓа резервоарот за пиење на вода во нашето село, што е голем проблем. Ако се исечи целиот дел на шумата кај што планира да врва од Суце, тоа ќе биде катастрофа. Ќе има многу порој слечишта, ерозија на земјата, ќе ни се зарази водата за пиење, ќе има проблеми и куките. Мештаните бараат на писмено запирање на сечата на шумата и најавија дека ќе протестираат се додека тоа право не биде заштитено. Ние бараме на писмено да ни се гарантира дека воопшто нема да се сечи шумата. И нека ми објасни некој како може да се врши голосек над куки и резервоари за вода за пиење. Ние не се откажуваме, еве денеска 100 дена имаме, ако треба уште 3 години, 4, дурно е донесат конечен писмен одговор. Протестите започнаа во август, кога жителите првпат забележаа дека на падините на селото се изведува сеча. Од владата пак претходно најавија дека сите активности на терен се прекинати и дека сечата била предвидена согласно посебниот план за стопанисување со шуми, дека станува збор за регуларна сеча согласно сите научни принципи, додавајќи дека Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство заедно со јавното претпријатие Национални шуми и разгледуваат можноста за изменување и дополнување на посебниот план за стопанисување со шуми за шумско-стопанска единица Пелистер Брајчино, се со цел да се излезе во пресрет на барањата на локалното население. Нина Ритоновска, Сител телевизија. А во тема на денот вечерва за случајот ПУС, за барањата и очекувања